Добре дојдовте во Stay Clean and Safe, подкаст креиран со финансиска поддршка од Европската Унија. Тука споделуваме идеи, совети и приказни што ќе ни помогнат заедно да изградиме поздрави, побезбедни и почисти заедници. Ајде да започнеме. Добре дојдовте во епизода 1. Зошто физичката активност е важна во секојдневниот живот? Тоа е нашата тема денеска. И денес разговараме со Елизавета, која е младински работник во UTOMWORD и информатичар. Виолета Беева, професорка и поранешен координатор на приватното училиште Сабаштип. Денешната цел е да истражиме вредноста и личното влијание на физичката активност. Првото прашање за денес е што е физичката активност всушност значи за вас? Значи, за мене физичката активност значи рамнотежа. Кога сум активна, не се работи само за телото, туку и за умот. Движењето ме враќа во фокус и ми дава позитивна енергија, особено кога денот е исполнет со работа и екран, а јас работам од дома и немам доволно време за поголема физичка активност. Па би рекла дека дури кратка прошетка или вешбање дома е доволно за да се осетам подобро и поврзано со самата себе. Ти благодарам, дефинитивно се согласувам со тебе, кога работиме од дома или онлайн и слично, можеме да се затвориме доста загушени од четирите зида во кои што функционираме. Излегување во природа, правење некои кратки вежби и слично може дефинитивно да ни даде нов дух. Сега би ме прашал вас, професорке Виолета, што значи физичката активност за вас? За мене физичката активност значи многу и физичката активност покрај раздвижување на телото, значи и ментална способност, големување на ментална способност. Зошто така мислам? Бидејќи кога ние излегуваме надвор, кога од домот или од работата, ние веќе сме надвор на чист воздух, ние дишеме кислород, ние имаме простор, небо, имаме луѓе околу нас и сето тоа ни дава некоја енергија, ни дава мотивација, ни дава поттик, значи ментално се чувствуваме подобро, посреќни, попозитивни и на тој начин можеме да се ги совладаме некои проблеми доколку ги имаме во моментот или може да си планираме некои креативни идеи кои што секако ќе имат убави резултати по тоа. Ви благодарам, многу ми се бенди со вашиот одговор, бидејќи вие на некој начин ја поврзате физичката активност со менталното здравје, со духот, односно кој што ние го имаме и доживуваме преку физичката активност. Па затоа би сакал накнано да ве прашам дали може да ни споделите некоја приказна или пример за тоа како оваа физичка активност влијае на вашиот живот, односно на вашата благосостојба. Па, ќе почнам од детството, бидејќи бев среќно дете, затоа што покрај домот и посетата на моите другарки, ние постојано бевме, бидејќи живеев во таква околина, каде што имаше и реки, и река, имаше и ридови, имаше и многу културно-историски места, ние постојано се движевме, истражувавме, се дружевме и тоа ме правеше среќно дете во исто време и успешен ученик, бидејќи си ги завршував врските. Меѓутоа, како што порастав, веќе во основно со поголеми врски, во средно исто така, немав многу можност да спортувам, односно немав можност за така професионално некоја физичка активност, меѓутоа кај мене менталниот дел, оно што е другата половина, секогаш беше позитивен, бидејќи живеев подалеку од центарот на градот и постојано се движев. Тоа ми даваше многу енергија. Веќе на факултет се случуваше по 3 пати во денот да го одам истиот пат. Не ми беше тежко, напротив, тоа за мене беше задоволство и среќа. Меѓутоа на работа кога тргнав таму веќе морав да седам на биро, морав да работам на компјутер. И бевте малку лимитирани од аспектот на физичка активност. Лимитирана, да, бидејќи врските морав да ги завршувам и повеќе часови присутна и почнав секако да имам проблеми физички, меѓутоа јас веднаш сватив дека е време да одам на аеробик, каде што се покрај физичката активност и таа некоја рекреативна активност, се дружевме со моите пријателки, колешки,
од градот, генерации, помлади, постари, така разменувавме мисли и пак оној ментален дел, оној психолошкиот, повторно ни беше добродојден. Потоа имав некоја пауза, меѓутоа го отворија базен во Штип, веќе 3 години, по 2 месеци летото одев да пливам. Значи вие префрлите вашата физичка активност во аспектот на пливање, Да. искористите Да, и пливав 3 години, мислам дека тоа беше после короната, многу убаво ми влијаеше и за физичко опоравување, секако убаво дружење, сонце и многу среќа и радост. Чувствував така да секогаш имав енергија, дури често пати знам да ми кажеш од кај ти енергијата, па секако дека од надвор, од кислородот и од сонцето. Така е. Ви благодарам. Истото ви прашали вас, Елизабета, дали може да ни споделите некој приказна или пример за тоа како физичката активност влијае на вашиот живот или благосостојба? Јас би рекла исто како професорката Виолета, како мала бев многу повеќе активна, одење пешки до училиште и исто така бев спортист, тренирав карате 12 години. 12 години од 3 пати до 5 пати неделно по 2-3 сата тренинг. Беше доста напорно, но би рекла дека самиот тој напор не само физичката активност како влијае на менталното здравје и општо здравјето на самиот човек, би рекла дека придонесува многу голема среќа. Пример, да вежбаме некој спорт. Самите успеси кои доаѓаат од спортот, со тоа колку ние сме физички активни во него, толку повеќе сме среќни. Би рекла дека со тек на време, особено после пандемијата, престанав со самиот спорт. Самата причина беше самата пандемија. Потоа веќе животните навики се менјат, веќе имавме поголеми обврски, да кажеме повозрастни обврски, како работа, факултет исто. И активноста ми е малку намалена за разлика од кога бев мала, но можам да кажам дека гледам секој ден да бидам активна. Дали ќе биде тоа прошетка со моето куче или ќе биде вежбање дома или ќе биде истегање на секоја пауза која ќе можам да ја земам од работа. Сепак гледам да бидам активна, затоа што мислам дека на крајот од денот се осеќам посреќна и позадоволно и дефинитивно поубаво. Се дефинитивно согласувам со ова што го кажа на крајот, бидејќи кога имам некоја си мала физичка активност, колку и да е таа банална во голема смисла, да крајот на денот ја сепак полесно заспивам. Да. Но еве сега би сакал накнено да те прашам, како млад човек, кои се некои вообичаени заблуди или предрасуди кои ги имаат младите за физичката активност? Јас би рекла дека една честа заблуда е дека физичката активност мора да биде интензивна или скапа за да вреди. Во реалност, најважен е континуитетот и чувството да правиме нешто за себе. Ти благодарам. Ова беше одличен одговор да долови, мислам, ситуацијата за младите и сликата која што некои од младите ја имаат и како тие предрасуди можат да се, или бариери да се тргнат. Сега преминувам на вас, професорки, да ве прашам всушност вие како едукатор, која улога мислите вие дека едукаторите играат во мотивирање на младите да останат активни? За да нешто пренесам на младите или да пренесев да учениците кој бев професор, значи морав и јас да го правам тоа, за да јас на учениците и им кажам дека секогаш треба да спортуваат, бидејќи за мене спортистите се многу ценети личности, тоа се дисциплинирани, одговорни, кои што знаат со време са да бидат точни, резултатот дали ќе бидат шампиони или ќе бидат само ќе спортуваат, ќе тренираат, не е битно, меѓутоа тоа се посебни личности. И кај мене имат посебно место младите кои што спортуваат. Меѓутоа, не само тие млади, кои што се занимаваат со некој посебен спорт, со некој спорт кој што им е задоволство да го прават или сакат да бидат професионалци, меѓутоа јас многу ги почитувам младите кои што се движат.
односно младите кои што патуваат, дали тие денес се движат во својот град, обавувајќи обврски, пешки се разбира, значи со чекори, а не со кола, не со велосипед или тротинет сега, електронски, не знам каков ги има. Меѓутоа, движењето на младите е многу битно и надвор од градот, надвор од државата. Бидејќи тоа патување е физичка активност и тоа патување дава еден ментален резултат или ментална способност, бидејќи кога се вратиш после секое патување, личноста е друга. Со тоа што физички се движела, меѓутоа и веќе има многу видено, веќе е среќна, на повисоко ниво ги гледа работите, значи неговите дозрели се многу повисоко. И свеста се менува. Значи, вие покрај тоа што представувате пример за вашите студенти, вие им давате и можности преку споделување на различни Erasmus Plus проекти и други европски програми во кои што тие може да учествуваат, и така вашата улога е на два нивоа. Покрај тоа што исподелувате можности, вие представувате и жив пример на едукатор кој што ги мотивира со самите нивни постапки. Да. Ви благодарам, но би сакал уште едно прашање да ви поставам за крај. Веќе спомнавте нешто за менталното здравје и како се поврзува тоа со физичката активност, но би сакал да прашам како активноста го поддржува не само физичкото здравје, туку и менталното и емоционалното здравје. Значи, прво ние телото физички си го обновуваме, значи ревитализација му правиме на нашиот организам. А со самото тоа, кога телото е задоволно, тогаш и психата или психолошкиот дел кај човекот или емоциите се други. Не може еден човек кој што лежи во кревет да има и убави емоции. Може би ќе се одржува ден, два или неколку, меѓутоа потоа настапува депресија. А човек кој што излезе надвор и да е во некоја состојба која што може би од проблеми, секојдневие, се случува тага. Човекот кога излезе надвор, физички кога почне да се движи, тој веќе и ментално, затоа што надвор се луѓе, надвор е комуникација, надвор е разговор, надвор е радост кога ќе видиш некој, поготово ние овде во Македонија тоа и воопшто почувствуваме. Ви благодарам, професорке, за одличниот одговор и една перспектива која што ни ставивте за како емоционалното и менталното здравје се лекуваат преку физичкото здравје, односно физичката активност. И за крај ви сакам само Елизавета да ја прашам, веќе некој спомнати во претходниот одговор, дека не е се одење во теретана, па би сакал да те прашам да ми споделиш некои едноставни секојдневни начини да вклучиме физичката активност без да одиме на теретана. Јас би рекла дека секој прво може да тргне од одвојување на 20 до 30 минути пешачење. Нешто што не е толку заморливо, но сепак е активност и сепак влија добро и на физичкото и на менталното здравје. Тоа е нешто што секој би можел да го направи, но на крајот од денот се сведува се на рутина, доколку може некој да си одвоја доволно време да се стекне рутина, дали тоа ќе биде вежбање дома. Имаме многу опции за многу различни вежби за од дома. Не мора да дигаме тежина, односно теговите кои се во теретана, за да постигнеме мускулна маса или да едноставно да го структурираме нашето тело. Сето тоа може да биде и со домашни вежби со телесна тежина, кои се така може многу добро да го изгради нашето тело. Но сепак се сведува до рутина и мислам дека секој што може да си одвоја барем 30 минути на ден и тргнувајќи дали ќе биде од пешачење, дали ќе биде во природа, дали ќе биде до град, дури за да бидеме поактивни, еве професорката преска спомна, не мора да идеме со кола до град, може да спаднеме пешки. Сето тоа е физичка активност и колку повеќе го практикуваме тоа, толку повеќе ќе стекнеме многу поголема навика за да бидеме поактивни. Ти благодарам, ова беше одличен одговор.
Ви благодарам и на двете за одличната кратка дискусија која што имавме и мислам дека дефинитивно истраживме вредноста која што може да се најде во самата физичка активност, како лично се поврзува со студентите, која улога имаат едукаторите, а и покрај тоа споделивме некои лични искуства како физичката активност се поврзува со нас. Ви благодариме што се вклучивте во Stay Clean and Safe подкаст. Ова е Ви благодариме што се вклучивте во Stay Clean and Safe, проект финансиран од програмата Erasmus Plus на Европската унија. Запомнете, малите чекори водат до големи промени во одржување на нашиот свет безбеден и чист. Чувајте се и останете безбедни. Ви благодариме што го слушавте подкастот на Stay Clean and Safe, проект финансиран од Европската унија. Запомнете, мали чекори водат до големи промени во одржување на нашиот свет чист и безбеден. Чувајте се и останете безбедни.